Добар ден, почитувани, добре дојавте. Замислете работа од понеделник до четврток, а потоа продолжен викенд. И така секоја седмица. При тоа без намалување на платата, без намалена продуктивност, со повеќе време за семејството, за личниот живот и за здравието. Од 1 јануари 2026 година ова нема да биде утопија, ниту далечна визија, туку реалност за вработените во компанијата на Радослав Галич. Првата фирма во Македонија што официјално воведува 4-дневна работна седмица. Што значи ова за работниците, за продуктивноста, за бизнисот? Може ли Македонија да го следи европскиот тренд или сме далеку од ваквиот модел, бидејќи ќе се намали продуктивноста? Денеска да си кажеме со Радослав Галич, како што реков, собственик на компанијата пионер во воведување на 4-дневна работна седмица, и професорот Лазар Јовевски, експерт по трудово право, со кој ќе го анализираме пазарот на труд во земјава и законската регулатива. Господа, добре дојавте во студиото на Телма. Благодарно за поканата. Господин Галич, вашата компанија прва во Македонија и во регионот што го прави ова, што ви измотивира, што беше пресудно, задоволството, бенефитот на вработените или пак тргнавте од некои анализи дека на тој начин би можеле да зголемите и продуктивноста и како реагира вработените? Најпрво благодарам за поканата. Тргнав од некои размислувања, односно од некои работи кои што многу често се среќаваат, значи тука во Европа и во некои позитивни примери, каде што повеќето држави од кои што го следат овој пример, веќе има некои најави дека се зголемува, се подобрува продуктивноста и така натаму. Значи, како пример би го земал тука Исланд, каде што тоа веќе е стандартизирано. Одредени компании во Велика Британија исто така покажуваат одлични резултати во продуктивноста и она што мене ми беше фасцинантно на пример е тоа дека во Холандија скоро да онака нечујно постепено целата држава преминала на таков некој начин, без потреба од некакви државни интервенции, законски регулативи, едноставно тоа функционира така. Сега, јас... Убаво звучи кога се споредуваме, односно кога ги споменувате како модел Исланд, Велика Британија и Холандија, меѓутоа ние сме далеку според сите други индикатори и сега сакаме да го следиме само примерот на скусено работно време, затоа велам би замолил малку по-конкретно што вас лично во Магно Метал ви измотивира да го воведете ова и дали не стравувате тука, дали направивте претходно детални стручни анализи дека нема да ја загубите трката со конкуренцијата и како реагираа вработените, прво ме интересира. Прво вработените реагираа со воодушевување, значи им се допадна сето тоа. Многу позитивно е примено. И не само вработените, и реакциите околу нив, во нивните кругови и првични реакции се супер позитивни. Нормално ќе ги има и оние другите, секако е тоа. Меѓутоа, за мене барем, малку подалеко ги гледам работиве, мислам, Македонија сепак е дел од Европа. Ние сме дел од тој свет, ние сме луѓе кои што припаѓаме тука географски и викам, ајде да видиме зошто да не. Ако може тие, можеме и ние. Зошто да не? Како ќе се организирате само накусот? До четврток ќе стане петок? Четврток ќе стане петок. Значи 3 дена викенд. Да, со тоа што, значи, ова е и за нас ново искуство, затоа што точно така ви се споредуваме, ке речете, со овие или со оние, меѓутоа ова сепак е Балкан, така. Добро. Професор Јовевски, еве спомена Галич убави примери, Исланд, Холандија, земји кои се навистина лидери кога станува збор за скусувањето на работното време, а при тоа зголемување на продуктивноста. Колку Македонија генерално сега како пазар на труд и како генерално како економија е подготвена да ги следи овие примери и каква е законската регулатива? Законот за работни односи предвидува максимум 40 часовна работна седмица, но помалку не забранува, односно нема ништо спорно во овој пример на Магно Метал. Па законот за работни односи дава една убава, би рекол, платформа, можност во која што претпоставам господинот Галич ќе се вклопи правно, а тоа е дека работната седмица може да изнесува најмалку 4, а најповеќе 6 работни дена.
Сега тоа што ја и мене ме интересира, веројатно господинот Галич ќе го сподели малку подоцна со нас дали ќе се намалат работните часови, бидејќи законот за работни односи не зборува за работни денови, туку зборува за работни часови. Прашањето на работодавачот, без разлика дали е во бизнис секторот или во јавниот сектор, е како ќе ги организира тие 40 работни часа во текот на една седмица. Еден ден секако е неработен, значи може да ги организира во најмалку 4, а во најмногу 6 работни дена. Еве да му оставиме можност. Да, секако. Господин Галич, дали од понеделник до четврток вашите вработени ќе работат 8 часа на ден или ќе ги зголемите на 10 за да го покријат петокот за да не им биде више? Вака, јас само би напоменал дека ова е пилот проект кој што е за нас нов и бидејќи во недостиг на некои регулативи каде што постојат одредени системи во оние држави кои што претходно ги споменав, ќе треба да воспоставиме некои стандарди или крајната цел на ова би требало да излезе да се воведат некакви стандарди врз основа на некои метрики што ние ќе ги спроведеме интерно, затоа што целта не е да се намалат часовите, оти тогаш се губи поентата на целиот проект. Затоа веламе пилот проект каде што во еден пробен период од некои 6 месеци ќе се следат параметрите и како сето тоа се одвива. Целта не е да се намалат, односно не се зголемат часовите на 10, да се остане на 8 часа. Да се остане на 8 часа и при тоа што ќе биде кога велите ќе мерите во овие 6 месеци пилот проект главни индикатори, ќе ја мерите продуктивноста, задоволството на клиентите, прометот, што ќе ви биде клучен показател? Значи сите тие. Прво имаме одредени параметри каде што секој вработен, бидејќи ние сме трговска компанија, работиме на принцип на соработка со клиенти од градежната сфера и функционираме на принцип на понуди. Можеме да мериме по бројот на издадени понуди пред и потоа. Можеме да измериме по број на остварен промет, бидејќи ние секогаш и месечно и квартално следиме. Имаме бизнис план кој што се подготвува секој декември за наредната година и потоа врз основа на тие метрики споредуваме колку е остварено и што е остварено, така да имаме можност да го гледаме тоа. Можеме да гледаме остварен промет по вработен, бидејќи статистички имаме уназад 5 години податоци, каде што секој вработен знае колку има остварено, и тоа да видиме дали ќе се намали или ќе остане исто. Ако остане исто, сме ја постигнали целта. Професор Јовевски, го чувте, Галич, значи нема да се менува бројот на часови, бројот на часови ќе остане ист, при тоа ќе се мерат следниви индикатори. Ќе се намалат бројот на часови, ако добро. Сакам да речам во деновите кога ќе се работи. Така, господин Галич, нема да се зголеми. Нема да се зголеми. Да. Значи ќе имаме 4-дневна работна седмица по 8 часа, тоа е 32 часа неделно. Тоа е под оној стандард кој што го пропишува законот за работни односи, секако тоа не е забрането, може да функционира и така. Со тоа што саатницата, ако така можеме да кажеме, ќе биде веројатно повисока ако се задржи истата плата, значи ќе работат помалку часа вработените. Точно, нема да намалувате. Точно така е. Тоа е. За помалку часови работа ќе остане иста плата. Да. Сега видите, од правен аспект значи ќе се вклопи компанијата и тоа е всушност една добра основа да се каже сега во овој момент дека суштината на нашиот трудово правен систем е дека работодавачот е тој кој што го организира работното време. И многу добар е овој примерот што го спомнавте со Холандија, бидејќи реколте тихо преминување. Так. Никој во Македонија нема обврска да работи 6 или 5 часа, значи може да работате 4 часа компаниите. Ако така решат, моќта на решавање во овој случај не е кај работниците, не е кај синдикатот, ниту е пак кај владата, кај оние кои што креираат политики. Туку е буквално кај работодавачите, особено во бизнис секторот. Бидејќи во јавниот сектор, пак од друга страна, немаме одредби специјални кои што се однесуваат на работното време. Исто така можеме директно во овој случај се применува повторно законот за работни односи за вработените во јавниот сектор во однос на работното време, можеме да кажеме дека и тука може да се модифицира, да се применуваат одредени флексибилни форми и начини на распоредување и прераспоредување на самото работно време. Ајде со ред. Имено, прва поента. Јас уште пред неколку години пишував и научен труд во кој што го образложував моделот за намалување на работното време во јавниот сектор во Македонија како пилот проект каде што ние би можеле да пробаме да претпоставиме дали би тоа би било петок или среда за 2 или 3 часа
намалување на работното време. Значи не цел ден да не се таму работи. имаме вишок вработени во администрација, а помалку работат. Или одат луѓе воопшто не работат ништо. Тоа е посебно, да се озакони. посебно прашање сега и посебен моментот за кој што Веројатно го предвидовте тоа и во научниот труд. Секако контролор, компаратор во цела оваа приказна, а верувам тоа го спомна господин Галич, а ќе биде кај нив клучниот моментум е продуктивноста, односно колку продуктивноста сега ќе се задржи на исто ниво и таа продуктивност ќе генерира пласман на производи кои што ќе значат одржлив, најмалку на претходната година одржлив економски параметар, дури очекување и поголем да биде во 2026. Ако тоа не се постигне, кој да е работодавач, дали е во бизнис сектор или е некоја државна институција, ако паѓа услугата, ако паѓа квалитетот, ако паѓа во бизнис секторот профитот, тогаш секако треба тие политики на креирање и организација на работата треба да се преиспитуваат. Секогаш кога во Македонија се отвара ова прашање за намалување на за обемот на работното време, за скусување на работните часови, следејќи ги европските примери што ги спомена и господинот Галича и генерално сите тие пилот проекти и експерименти кога станува збор за промени на пазарот на труд, имаше бурни реакции од економијата, од бизнис секторот, Сојузот на стопански комори. Главните коментари, забелешки се однесуваа во смисла на тоа дека тоа можеби треба да профункционира во администрацијата, во јавниот сектор, меѓутоа не и во приватниот бизнис, бидејќи со сегашното ниво на продуктивност тоа би било катастрофа за домашната економија. Они имаат параметри. Се согласувате дека продуктивноста е ниска? Јас се согласувам. И тоа е факт. Во Македонија не велам дека луѓето не работат, не велам дека не се вредни, но продуктивноста која што ние ја генерираме како економија, како сила, како трудов инпут, всушност е под европскиот просек. На дното сме. И ова се статистички податоци на Евростат и на нашиот завод за статистика и на самите комори, Сојузот на стопански комори и на организациите на работодавачи. Како тогаш може да сакаме да бидеме Холандија, Швајцарија и Исланд кога станува збор за работното време? Убаво е да бидеме Македонија просперитетна и достоинствена земја за живење, која што се остварува достоинствена работа и достоинствена плата. Значи, убаво е да се споредуваме, но како да ви кажам, и не е баш секогаш добро затоа што имаме па и ние некои други наши параметри објективни, па и друга култура, ако сакате на крајот на денот. Го спомнавте еве на почетокот и Исланд. Исланд на пример е ориентиран кон blue economy. Значи тоа е еден нов концепт бидејќи имаше финансиски крах во Исланд и не се свртеа кон обновување на финансискиот сектор, туку кон blue economy. Таа економија може релативно полесно да се флексибилизира во однос на работното време, затоа што е свртена кон услуги, како што рековте и претходно во најавата, значи не е толку во однос на производство, нема такви фабрики, нема таков тип на економија. Македонија што треба да направи? Македонија, и затоа ја започнав од јавниот сектор. Треба да видиме што се случува со продуктивноста, односно непродуктивноста во јавниот сектор. Со сите честни исклучоци на вредни луѓе во јавната администрација, административни службеници кои што работат можеби не за еден, туку за повеќемина. Треба да се види во тој дел дали политизацијата, дали превработеноста, дали некои други фактори влијаат на ниската продуктивност и незадоволството на услугата кој што доаѓа до граѓаните. Што според вас као теоретичар е главен проблем? Политизацијата, превработеноста? Се помалку политизацијата инспирира превработеност. Превработеноста инспирира да одредени луѓе седеат дома, а не доаѓаат на работни места, како некоја насока и директива, што по самиот закон значи дека всушност и не се вработени. Ме разбирате, значи сега имаме тука правно-економски, би рекол, перипетии со кои што ние се носиме и радикалниот рез за сечење би рекол можеби е наједноставното решение, меѓутоа не е најлесното, не е најбрзото, но не е наједноставното затоа што сето тоа ќе има социјален импакт потоа во самото општество, бидејќи ние сме мала економија и малобројни луѓе живеат овде, не сме ние милиони, милиарди, па ако останат одреден број на луѓе без работа се создава еден проблем. Но има начин како да се канализира и тоа. Скратувањето на работното време. Суштинската поинта ми е дека и затоа ви честитам што отварате оваа тема. Ова е неизбежна иднина и неизбежна дебата која што ќе следува и во Македонија. Токму заради дигитализацијата и вештачката интелигенција, ако ги гледате европските земји, токму заради имплементацијата на работните места и воведувањето на дигиталната економија, дигиц, така наречена, во рамките на производството, всушност се генерира вишок на работна сила и затоа прв чекор
кон социјален мир е намалување на работните часови. Ајде, суред, во Европа ефектот од 4-дневната работна недела варира кај овие земји кои веќе го спроведуваат тоа во зависност од индустријата. Вашата компанија е трговска и тргува со градежна опрема, со градежни машини. Тоа е тоа. Дали мислите дека овој модел е применлив и во други индустрии, други сектори, вашиот? И како вие ќе организирате сега сменско работење, односно како петокот ќе дозволите клуч решетка на вашата врата на компанијата, ако вашите клиенти имаат потреба за набавка за одредена ваша услуга во петок? Како ќе одговорите на тие? Многу интересно прашање, поради тоа што од практични причини имам од свое лично искуство сватено сите овие години, иако во Македонија и на Балканот најчесто секогаш се е хитно и секогаш ми треба за вчера, не постои ништо што не може да почека. И на тој начин мислам дека ние ќе го решиме тоа така што во овој, пак ќе повторам уште еднаш, пилот проект и овој пробен период да видиме како ќе функционира. Ние веќе почнавме со известување на сите наши клиенти и деловни партнери. Се согласувам, не е ништо итно и нема нешто што не може да почека, меѓутоа бидејќи живееме во свет на неограничени можности и голема конкуренција, дали некој кому ќе му притреба одреден ваша услуга во петок нема да сврти пројке ваша конкуренција, бидејќи секако дека има конкуренција. Можно е и тоа да се случи. Можно е да губите клиенти поради овој пилот проект? Ние сме свесни дека тоа може да се случи. Подготвени на тој ризик? Да, апсолутно. Многу е нормално. Во овој период, значи, ние ќе имаме ротации, каде што некој од вработените ќе покрива некој од петоците, така што еден петок по месецот ќе работи. Добро, ајде да видиме сега вака. Рековте, клучен елемент тука во иднина е дигитализацијата. И тоа е и вештачката интелигенција, која што ќе се технолошките така промени во работните процеси. Во Европа веќе има држави со 35 часовна работна недела и повисока продуктивност. Дали тоа таму така е решено благодарение на дигитализацијата или има и некои други дополнителни фактори освен дигитализација и вештачка интелигенција? При тоа имајќи предвид дека подготвувајќи се за емисијата анализирав и видов дека држави кои најмногу работат во светот, не само во Европа, се Мексико, Коста Рика, Кореја, со повеќе од 2000 часа годишно, односно тоа би било 40 плюс часови неделно. Ние сме законски 40 часа неделно, што би значило 5 дена по 8 часа најмалку. И на дното се Холандија, Швајцарија, Исланд, земји кои работат 35, па и одат тежнеат кон тоа Данска, кон 32 часа, а при тоа Балканот, и ние тука како балканска земја, меѓутоа и Грција, се над тој европски просек. Значи, работиме повеќе. Дали сме при тоа и попродуктивни, не знам, професоре, вие кажете. Па добро, ние сме негде во средината, ја би рекол. Ние уште се држиме до она стара парадигма Максима 888, која што е од 1919 година од страна на Меѓународната организација на трудот, тогаш како прв концепт, бидејќи претходно се работеше па по 12, по 10 часа, по 11, по 9 часа во Европа зборувам, па и во светот. Сега, ако мислевте на Јужна Кореја, токму станува збор за културата, културолошкиот дел. Не знам дали имавте можност да видите Јапонија. Јапонија исто така и они се врхохолици, имаат култ кон работата, култ кон трудот. Затоа велам, има и многу културолошки аспекти кои што се поврзани со целава приказна. Македонија, по мене, треба да ги внесе оние психолошки моменти, бидејќи самите и мои анализи покажуваат дека психологијата на она што го кажа господинот Гајич, еуфоричниот прв момент, ќе работиме помалку, супер, одлично, а ќе зимаме иста плата, да мотивира и дава одреден, би рекол, ветар во едра да се работи повредно и затоа што работниците имаат еден ден повеќе слободен, сакаат да си ја завршат работата, имаат одредена благодарност, сметаат дека ова е во нивен прилог и да, од друга страна, зошто да не ја завршиме работата и повредно и така натаму. Има бизниси или сектори јавни каде што ова е возможно.
но има се уште негде каде што ова ќе биде навистина еден сериозен предизвик, како да речеме го правиме тоа со законска норма, каде што сите ќе мора така да работат. Во случај вие го поздравувате примерот што го прави Магнум, ето? Ма секако дека го поздравувам апсолутно. Но дали немаше да биде при тоа Значи, во Македонија, во наши услови, имајќи ги предвид сите аспекти, подобро да биде ако ова беше пилот проект во јавниот сектор, во администрацијата. Дали во тие јавниот требаше сектор да го мојот став скршат мразот? мојот став е искажен. Во јавниот сектор сметам дека ако веќе одиме во овој дел треба да одиме чекор по чекор, не вака радикално според мене, иако ова нели во македонски рамки можеби е радикално, во европски и светски не толку, да одиме чекор по чекор со намалување на саатницата во јавниот сектор, да пробаме, да видиме. Значи ова го кажам сега како една научна анализа, како едно размислување кое што би требало според мене и да се стави на маса и да се размислува, да се разгледува, дали на тој начин ќе се зголеми продуктивноста. Сега има тука спротивни мислења, некои велат професоре, па и онака малку работат луѓе во администрација, уште ли ќе им го намалуваме работното време. Видете, научно е докажано дека секој од нас, и вие, и јас, и господинот Гајч, кога е во работна позиција, не ги работи 8 часа ефективно. Абсолютно. Треба да разликуваме работно време и ефективно работно време. Просекот е негде помеѓу 5 и 6 часа ефективно работно време. И ако видите по тој однос, ќе видите дека секој ден ви остануваат по најмалку 2 часа плюс. Но дали што тоа ги нема да поменувате? се случи, имајќи го предвид македонскиот менталитет пред се, и во скусена работна седмица. Дали четвртокот нема да стане петок, па ќе гледаат работените во Тоа ќе ни Магнум каже Метал да си господинот одат Гајч, порано на веројатно. Ќе ви работа. кажам јас И дали после. тие ефективни часови нема да се распределат со подолги паузи повторно и да се развлечат. Еве вие како ќе го организирате првиот слободен петок сега во јануари? Не сум размислил. Како ќе се измотивирате да бидете сконцентриран тие 4 дена Знаете додека сте како, на работа, јас да си ја сработите работата што треба и за петок? Точно е тоа дека продуктивноста е негде 4-5, максимум 6 часа кај што ти можеш да бидеш фокусиран. Или од една страна може да имаме 10 сата некој декларативно дека му е работно време, а пола од тоа да го помине на социјалните мрежи, тоа ќе имаме 50% продуктивност. Мислам дека со скратување, барем бидејќи јас имам целосна доверба и имам целосна поддршка од моите вработени, до сега, колку што сме сите овие години заедно, немам ниту една забелешка или приметено злоупотреба по тој основ, така што јас сум сигурен дека ќе бидат доволно мотивирани да си ги завршат сите работи, а и да има празни одови, ќе има помалку шанси за такво нешто, кога имате еден ден помалку. Горан, ако дозволите само да се надоврзам, тоа е многу важна поента. Се сведува се на крајот на денот, на самата во бизнис сектор зборувам, на самата проценка на работодавачот, значи на менаџментот, на менаџерскиот тим. Како ќе го организира, односно реорганизира работното време? Ако господинот Гајч проценува дека на тој начин ќе се зголеми продуктивноста, да има доверба дека ќе се нема да се намали профитот и така натаму, значи добро за него. Значи затоа и велам има поддршка. Не само од мене, верувам од секој добронамерник. Зошто тогаш другите бизнисмени така радикално ги одбиваат овие идеи и Затоа што дури и како пилот проект не сакаат ни да зборуваат, бидејќи велат индустријата е во многу ниска фаза на продуктивност и Македонија не смее да ризикува. Токму заради тоа го давате одговорот. Една од причините е продуктивноста. Значи, но не е секаде во сите сектори, во економијата, во стопанството, не е секаде ова причината. Има некогаш и неинформираност. Има некаде каде што се мисли дека ако менаџментот се постави како диктатор, дека на тој начин фирмата ќе работи подобро, дека работниците ќе бидат нели устроени во ред како војска и дека бизнисот ќе оди напред и ќе просперира. Тоа е погрешен став. Значи различни се причините, но да, основа е дека продуктивноста е ниска и велам има некои сектори кои што ваквиот начин на работа е неприменливо затоа што има бизниси каде што се работи и сабота и недела токму заради начинот на производство, производствениот процес. Невозможно е да се не петок туку и сабота и недела не може да се изостави. Поентата е дека најпродуктивните не работат најдолго, туку најпаметно. Токму така. Тоа е тоа. Не е одговорот само во дигитализацијата, во автоматизацијата, туку и во подобрата организација и начинот на менаџирање. И тука треба да се спомене, Горан, кога веќе вака го отвараме овој дел, дека тука треба навистина и менаџментот да работи на едукација и на себе изградување и на воспоставување на повисоки стандарди во однос на тоа како треба да се организира работата. Само би се надоврзал тука дека
за мене од секогаш биле важни крајните резултати кога нешто ќе се договориме. Да тоа биде завршено. А дали ти ќе го завршиш за 12 или за 4 сати? Во таа смисла, што советува теоријата, како да се зголеми продуктивноста во Македонија, не само во одредени сектори во приватниот сектор, во приватната дејност, во индустријата, туку и во администрацијата. Рековте, проблемите се политизација, преголем број на вработени. Како да се зголемува продуктивноста и да се создадат услови за намалување на работното време? Психолошки моментот. Психолошката бариера на тоа дека треба повеќе да работиме, некогаш да изработиме нешто и доброволно. Во Македонија е на најниското место во Европа по волонтери, по приправници, по практиканти, најниско, на дното сме. Што значи да мрзливи сме? Тоа значи дека луѓето, особено сега тоа го забележувам кон младите, сакаат се и веднаш. Значи, одма големи плати, одма директорски позиции, одма раководители да бидат у јавен сектор, не знам каде, одма министри, топ менаџери да возат, нели. Не велам дека нема и млади кои што поинаку размислуваат. Но од каде доаѓа таквото размислување? Делумно доаѓа и од атмосферата во која што се, социјалните мрежи ги гледаат визуелно оние успеси, понекогаш и лажно прикажани, но и од домашната атмосфера каде што има еден менталитет синко учи за да не работиш. Мислам, тоа е апсолутно погрешен став или керко, нели, кој што инклинира кон други последици. Ние тие последици ги гледаме. Сите се запишаа на факултети и универзитети, по линијата нивите, земјоделието, сточарството останува од земја која што може да биде лидер во здрава храна, ние сме веќе зависно одамна зависна земја за земјоделски производи и потоа се чудиме зошто на пазарите ни се толку скапи продукти, затоа што се е увозно. И бидејќи е проблемот психолошки, како што велите, како тоа ќе се менува? Со психологија, со волја. Мора секој од нас, мислам, шегата настрана и не е шега, мора секој од нас да одлучи дека сака да работи, дека сака да успее и да си ја сака работата. Ако ја мразите работата, колку и да ви даваат пари и работно време да ви намалуваат и се, вие па нема да давате таква продуктивност, нема да испорачувате. Ако си ја сакаш работата, дури ќе изработиш нешто и над тоа што си платен. И тоа ви го сведочам и од личен пример и слободно сакам да го кажам пред нашите почитувани гледачи дека тука е клучот. Значи, немојте да имаме илузии. Парите не решаваат се, ниту пак овакви фактори, но помагаат. Да, а особено ако си на местото каде што си исполнет, каде што работата те ослободува, каде што не си поробен, не си стегнат, не ти е работата депресивна, не ти свара депресија или меланхолија. Ако си во таква позиција, тогаш менаџментот треба да биде мудар, како што рековте, да ги гледа алатките, некогаш со финансиски инекции кон вработени, некогаш со намалување на работно време, некогаш тимбилдинзи, некогаш некои други работи кои што ќе го мотивираат работникот да биде попродуктивен, да сака да си ја работи, да си ја заврши работата. Господин Галич, дали ги анкетиравте вашите вработени, дали повеќе би сакале да им ја зголемите платата или да им го намалите работното време? Да бидем искрен, не. Меѓутоа кога на една таква претпоставена анкета, какви одговори очекувате? Дали главниот мотив е тоа што го заработуваат или квалитетот на времето? Претпоставувам дека резултатите ќе излезат комбинација од двете. Се слагам. Јас имам правено некои анализи, одат во двете насоки. Најверојатно ќе биде комбинација од двете. Не велам дека нема да биде ги сакаме и двете. Ама ако мора да одберете едно, можеби овој проект на крајот на краиштата ќе покаже дека ако продуктивноста се задржи или дури и се зголеми после овие 6 месеци, едното ќе води и кон другото. Првичните резултати ги очекувате дури по 6 месеци или ќе биде видливо нешто уште по секако ќе гледаме, ќе внимаваме буквално секој месец и првиот квартал ќе го видиме, значи ќе споредиме со бизнес планот, ќе видиме до каде сме со реализацијата, ќе ги примениме метриките и ќе излеземе со конкретни резултати на крајот на краиштата кога тоа ќе заврши, ќе ги соопштиме и резултатите. Во секој случај преземате ризик, вие како прв човек, прво како основач, второ и како управител на компанија која постои веќе 30 години, значи имате децениско искуство зад вас. Наредната година 35 години. И влегувате во условно кажано еден ризичен пилот проект што може да на некој начин да се одрази врз работата на вашата компанија. Јас не очекувам дека негативни ефекти. Не очекувам. Уверен сте дека ќе има позитивно? Уверен сум дека ќе биде позитивно. Гледам малку подалеку, меѓутоа треба да има поддршка од функционална дигитализација. Реално. Значи некогаш да има алатки кои што функционираат,
за да може уште полесно, уште побрзо и поефикасно да се оптимизираат некои процеси. Ние кај себе ги имаме имплементирано, меѓутоа пошироко исто така поддршка од тој тип е потребна. Да, неминовно технолошкиот развој, дигитализацијата, вештачката интелигенција ќе доведат до тоа и во Македонија. Не можеме да останеме изолиран остров од тоа. Некои струки, професии да се заменат, некои струки, оние што се вредни луѓе и што знаат да работат, ќе нема да сакаат да работат за ниски плати и тоа е работодавачите ќе мораат да ги платат достоинствено како што треба. И не треба секогаш да се радуваат луѓето ако се намалува работното време. Во таа смисла лесно им е на земјите кои се дигитализирани и кои се многу понапред од нас кога станува збор за технолошкиот развој. Како Македонија ќе се движи низ годиниве? Што е трендот? Што би можеле да очекуваме во Македонија во наредната деценија кога станува збор за пазар на труд? Велите не треба да се радуваат вработените ако се намалува работното време? Па не секогаш да се радуваат. Јас тоа не можам во тој значи да се сакам да успее господинот Галич во пилот проектот, ако не за друго за да отвори малце поинаков начин на размислување и во бизнис секторот, но и по широката заедница и општество. И еве од мене има целосна поддршка затоа што тоа е нешто што е иднината на трудот. И јас ја гледам иднината, еве да речем како што гледа и он како визионерски, и јас ја гледам. Меѓутоа моментот е што во Македонија веќе се прават сериозни напори, сериозни обиди за брзана дигитализација пред се на јавните услуги. Значи тоа се надевам дека како проект на оваа влада ќе успее до 2028 година, односно Македонија да биде дигитална. Тоа ќе значи сите услуги кои што ни се дадени од во рамките на оние потреби како граѓани, од матична евиденција, државјанства, катастри и така натаму, и други акти кои што судови и слично, да можеме многу поедноставно преку дигиталните платформи, МВР и така натаму да ги добиваме како граѓани, како услуга. Но овие амбициозни програми мора да бидат следени и со промена на законската регулатива. Не смееме да забораваме дека нашиот закон за работни односи од 2005 година. И веројатно тој не е прилагоден на новите трендови. Сега, законот за работни односи сега треба да следи она што се случува на државно ниво, да речем на институционално ниво. Бизнис секторот има слобода и тука сега државата и не би требало премногу да се меша, односно треба да овозможи една добра платформа, основа каде што компаниите ќе имаат спремност и можност да ги имплементираат овие дигитални алатки и вештачката интелигенција. Државата да не им смета во тоа, но тука државата не може да се наметне да ги каже на таа компанија сега од 1 јануари вие ќе воведете ова она. Они ќе ви кажат па чекате, ние можеби немаме финансиски средства сега тоа да направиме, може ќе го направиме 2027. Ме разбирате, слободата на бизнисот е од таков тип, поуспешните компании ќе бидат спремни побрзо тоа да го имплементирате, да ги пратат овие процеси. Оние кои што се посиромашни компании со финансиски предизвици и проблеми, веројатно поспоро ќе го прават. Некои дигитални платформи бараат повисоки средства, некои помали финансиски вложувања, така да ќе видиме како ќе се движат работите. За мене е важно институционално да се менуваат работите, и тоа повлекува еден мајндсет и една атмосфера во целокупното општество и економија да почнуваат и бизнис секторите да ги пратат институциите. Меѓутоа генерално неизбежно е дека дигитализацијата во смисла на иднината на пазарот на труд ќе значи искратување на работното време. Бидејќи ќе нема потреба од 8-8-8 како што велите некое правило на меѓународната организација на трудот од минатиот век. Јас ви кажав преска само колку меѓу редови ме разбравте. Значи, дигитализацијата и вештачката интелигенција значи губење на работни места. Скратувањето на работното време е дел од сценариото за превенција од големи отпуштања од работа. Да се разбереме, да ни биде на сите јасно. Затоа што новите технологии немаат такав абсорбирен момент да абсорбираат нова работна сила од оние кои што ќе ги губат работните места. Квантитативно ќе паѓаат, ќе се отпуштаат повеќе работници отколку што ќе се отварат нови работни места. За да се тоа оди чекор по чекор, се имплементира поставката за скратување на работното време. И на почетокот тоа е една, би рекол, бенефиција за вработените, радост за нив, ќе се радуваат, но се плашам, во наводници се плашам, значи имаме една грижа да не на крајот на денот ја платат повторно тие сметката, таа радост да не е само од времен карактер, затоа што комплетната дигитализација и внесување на вештачка интелигенција со полн капацитет, особено она што се случува во Кина, за кој што ние и воопшто немаме представа до каде е отидена вештачката интелигенција, апропо пазарот на труд, значи огромни отпуштања од работа. Добро, тоа значи дека работниците ќе уживаат, ќе се грижат за себе, а работите ќе работат за нив. Па
Тоа би мислил, Во новиот би свет. рекол дека тоа е малку Тоа е утопија. утопија подалечна Тоа е идеја. утопијата на Илон Евентуално. Маск. Господине Галич, да завршиме со вас, како ќе оневозможите простор за злоупотреба на оваа флексибилност и на оваа широкоградост која ја нудите на работените во вашата компанија, во смисла ги надгледувате колку време зборуваат на телефон, колку време трошат на социјални мрежи, на своите компјутери наместо да се продуктивни, или колку долго ја користат паузата за јадење или за Не, кафе? и немам намера. Затоа што Оставате на совеста? поентата е дека до сега, од досегашното искуство, немаме злоупотреби. И сите совесно си ја вршат работата, затоа што едноставно сме врзани со тие резултати и тоа е она што е најважно, да биде завршено тоа што е работна задача. На овој начин сакате да привлечете и нови таленти, веројатно. Апсолутно да, веќе тоа се случува по социјалните мрежи што се поврзани за бизнис. Имаме одреден интерес, зголемен интерес за нашата компанија, зголемен број на пребарувања, зголемен број на Си направивте појавувања. реклама во секој случај. Случајно. Професор Јовевски, господин Галич, ви благодарам многу за гостувањето во денешната емисија, да си кажам. Благодарност за поканата. Почитувани, тука е крајот на ова издание. Јас сум Горан Петревски, гледавте да си кажеме, останете на Телма и имајте убав ден.